Добар ден, почитувани. Еве веќе може да се каже дека променливото нестабилно време, пропратено со врнежи од дожд, потоа со сончеви денови, сончеви периоди, веќе почнува и има опасност да прави проблеми во однос на појава на болести, кај особено културите кои што се на отворено. Ово го потенцирам затоа што веќе и виновата лоза, па и овошките се започнати со вегетација, веќе има потерување на млади ластари, млади ливчина и дожливото време со повисоки температури, потоа сончево време дава услови да се појават голем број на болести. Би сакал на почеток на денешната емисија првиот прилог да го посветам на појава на председна пламеница кај винова лоза. Ово го велам затоа што, почитувани, знаеме дека голем број на лозари, без разлика дали се професионални, односно имат поголема површина или аматери, со декар 2, чекат покасно да започнат со третирање, односно заштита на винова лоза. Но би сакал да потенцирам дека пламеницата кај виновата лоза, Plasmopara viticula, ги напаѓа сите надземни делови, значи сите зелени растителни делови, почнувајќи од лист, ластар, во овој период, значи ластарчето, особено листовите, и инкубационен период, значи период на пробивање на болести до појава на првите симптоми се движи од 7 сата, значи неколку сата, па до 21 ден. Ово го потенцирам затоа што може да се случи да инфекцијата или заразата да е сега, а тек покасно, после 2-3 недели, да се појават првите симптоми и нормално при тоа има масовна појава и масовно уништување на надземниот дел, листовите преце, а и може и ластарите кај виновата лоза. Бидејќи кај нас, ќе кажем уште еднаш, не постои лечење, него спречување пред се да се појави кај виновата лоза, а исто така да се спречи да не се шири во колку се појави евентуално пламеница, пожелни препорачува на старт, значи првата солуција, да не се појави болеста или пламеницата кај виновата лоза, тука да се интервенира со препарати, односно фунгициди, против пламеница на виновата лоза. Нормално, земјоделскиот производител со право, лозар, прашува во овој период што е најдобро да се употреби. Прави основа што треба да се нагласи дека, бидејќи времето е стабилно, има бујна вегетација, масовен или интензивен пораст на ластарите, појава на нови листови, сето ова условува, почитувани, да многу брзо, за краток период, за 7 до 10-15 дена, да се јават нови листови и затоа препорачува да се употребат системичните фунгициди. Разлика меѓу системичните и контактните фунгициди е во тоа што системичните фунгициди навлегот во системот на растенијето и кружат преку сокот или преку сокот движењето на растенијето, кружат и целото растение и ги заштитуваат и оние нови делови, незаштитени делови, значи неиспрскани делови кои што се јавуваат во меѓувремено. За разлика од контактните фунгициди, како што и самиот збор контактно, значи што фати заштитено, тие во ова фаза нема толку ефикасно, затоа што прво и основно вие ќе ги испрскате, да речеме, одредени растителни делови кај виновата лоза, ластарчето, односно листовите, но во меѓувремено за тие 7 до 10 дена ќе израсни ластарот, ќе се појават неколку нови листови кои што не се заштитени и може тука да удари пламеницата. Затоа препорачува сега на старт да се интензивира, односно да се форсира системичните фунгициди, кои што може да се чисто системични фунгициди и нормално системично контактни фунгициди против пламеница на виновата лоза. Во однос на составот, само ќе нагласам дека пожелни препорачува да бидат фунгициди кои што системично или системично контактни не содржат бакар, затоа што бакарните фунгициди пожелни препорачува да бидат на крај, односно последните 1 до 2 прскања. Што се однесува до
pokraj plamnica, da li treba i nešto drugo da se dodari, ja preporučujem i nekoj preventivnost da se udri odnosno da se dodari nekoj fungicid protiv pepelnica, osobno ako prehodната година во тој дел, на тоа лозје, на тие лозанки има појава помасовна или општо појава на пепелница, затоа што има покачување на температурите, значи иако се најавува дожливо време, но покачување на температурите, ќе има и периоди на сонце, кои што сето тоа ќе условат да ќе има поголемо испарување, да се јават услови и за појава на пепелница. Значи превентивноста доаѓа од овој аспект. Ова, почитувани гледачи, сосема накратко да почеток на денешната емисија, што сакав да обрнам внимание за заштита на виновата лоза, особено против пламница, го потенцира, затоа што секогаш, кога ќе има вакво променливо време, као што се најавува, се случуваат понатаму, значи после 20 може дена или 30 дена, големи проблеми, масовна појава на пламница, а тука веќе борбата или сузбивањето незино е многу отежнато. Променливото време, дожливото време, иако од една страна носи позитивност во однос на подобрување на влагата во почвата, зголемување пред се на хидроакумулативните езера, вештачки природни пред се, зголемувањето, речковме, на водниот потенцијал воопшто, сепак од своја страна носи негативност, односно создава услови за појава на болести. На почеток на денешната емисија проговорив нешто за заштита на виновата лоза во овој период, затоа што ќе кажа времето услово да се јави покасно и масовна појава, значи сега да е инфекцијата, а покасно да се јават и првите симптоми кај болеста кај виновата лоза, но не само виновата лоза, ваквото време негативно во однос на појава на болести се рефлектира и кај овошките, пред се, еве ќе спомнам нешто, јаболчестото овоше, односно еве јаболката. Ово го велам затоа што сведоци сме дека и јаболката веќе има појавана на листови, значи веќе почеток на вегетација, топло време, помасовен развој на листната вегетативна маса, но и опасност да се јават одредени болести. Пред се, тука треба да се обрани внимание на појава на чадлавата краставост кај јаболчестото овоше, односно Вентурија инаквалис кај јаболката, односно Вентурија пири, латински имење на болеста, кај крушата. Карактеристично за чадлавата краставост е тоа што се јават карактеристични по листовите, најнапред црни точки, кои што полека се состават овие точки и листот еден вид поцрнува и опаѓа. Додека покасно, во колку се јави чадлавата краставост, по плодовите се јават карактеристични дамки, кои што понатаму со зрењето, односно гоењето на плодовите пукаат, се јават така наречени карактеристични дамки, и сето тоа негативно се рефлектира врз плододавањето, односно квалитетот и општо животот на самото растение. За да не дојде до тоа, мој совет е, моја препорака е да се заштитат растенијата против чадлавата краставост. Постојат повеќе препарати против чадлавата краставост, но би искористил ова прилика да нагласам дека често пати од системичните фунгициди кои што се против чадлава краставост, често пати голем број од нив исто така служат и за заштита на јаболката, односно на јаболчестото овоше и крушата, не само против чадлава краставост, него и растенијата ги или овошките штитат и против пепелница. Значи, идеално е со едно прскање со употреба на еден препарат растенијата да ги заштитите овошките, јаболчестото овоше, круши, јаболка, дуња, против чадлавата краставост и пепелница. Во колку претходната година има појава на пепелница, почитувани, мој совет, моја препорака е, па и превентивно може да употребите сулфурни фунгициди и нормално сулфурот тука, што е наменет пред се за раствор, значи ВГ формулација, наменет за раствор, за прскање фолиарно, кој што, рекомо, во исто време нормално служи за созбивање на пепелница, во колку е веќе има појава или веќе претходната година има појавено. Во однос на употребата на инсектицидите, би нагласил дека во овој период може да се употребат само системичните инсектициди против листната вошка, затоа што услови за појава на пајакот кај јаболката нема, биејќи фитофагното пајаче
да ги напаѓа растенијата, пример тука за јаболката, кога високи има температури, сув воздух, овдека нема такви услови моментално, значи тоа отприлика доаѓа јуни, јули, август, тие периоди, а сега јако соко движење, млада листна маса, листови, има опасност од појава на прецеј на лисната вошка. И затоа тука може и препорачува да се употребат системичните инсектициди. Ова, почитувани гледачи, сосема кратко што сакава да обрнам внимание за заштита на јаболчестото овоше и како и кај виновата лоза, така и кај јаболчестото, односно општо кај овошките, заштитата пожелно е во овој период да се одвива на секој 7 до 10 денови. Значи, на старт, кога има опасност или од појава на болести, помесом на појава на болести и штетници, на старт кога има поголем буен пораз на лисната маса, треба пократки интервали меѓу две прскање, а додека нормално натамо може и да се одвива заштитата и на 21-30 денови. Но сега 7 до 10 дена, значи интервал меѓу две прскање 7 до 10 денови. Иако за разлика од Западна Македонија, председна Прилепскиот и Битолскиот дел, па и Кривогаштан и некои други табори, значи западниот дел, југозападниот дел, да речеме, на Македонија, на нашава држава, има помасално производство на тутун, сепак и кај нас голем број на луѓе, земјоделци, како основна дејност, па некаде и дополнителна, им представува тутунно производството. Се наоѓаме период каде што веќе голем број од нив го имат посејано семето на тутун, кај големот број од нив има веќе поникнато семето на тутун и нормално ваквото променливо време создава проблеми кај нив, главоболка, во однос на појавата на болести, односно гниењето на расадот. Периодот пред 15-20 па и повеќе години, кога тутунот не се прскаше, затоа што пред се немаше таква појава на болести кај тутунот, веќе е поминато, па знаеме веќе последните години, особено последните 3-4 години, и кај расад на тутун, кај младото растение тутунот, уште при проникнување, се јавува пред се при вакво време појава на болести, тоа топење или сечење на расадот. Топењето, односно сечење на расадот, тука пред се е предизвикано од повеќе болести, од типот на фитофторите, питиумот, ризоктонијата и така натаму, па затоа и пожелно препорачува да се врши да речеме превентивно на секој 7 до 10 дена заштита, значи во интервали 7 до 10 дена, неколку пати да се заштитуват, значи на секој 7 до 10 дена, меѓу две прскања или да биде околу 7 до 10 дена, со препарати, фунгициди кои што служат, имат намена за против питиумот, односно ризоктонијата и така натаму и така натаму. Нормално при третирањето на растенијата пожелно и препорачува тие полека со јак млаз да се испрскат, значи да се истретират, и кај сите растенија тука важи правилото број 1, а тоа е да не се повторува. Значи, после прскањето не се препорачува колку ви останала во прскалката да одредна количина на раствор, да истрошите повторно да се вратите, затоа што доаѓа до дуплирање на дозите и onda може да дојде до фитотоксичност во однос на еден вид парализирање, па и горење на самото младо растение. Значи, тоа што ќе испрскате полека, нормално површината треба да е отприлика пола сантиметар да земјата да се навлажи и нормално тука и препорачува да се понатаму, ако остане раствор, да се фрли. Или пак, колку имате некоја друга растение, овошка, да речеме, или било што, да ги испрскате. Во однос пак на употреба на инсектициди, бидејќи уште е младо растение, не препорачувам употреба на инсектициди, во колку нема појава, но употреба пак на биостимулатори од типот на ѓубрива течни, кои што се богати пред се со хумусни и фулни киселини. Значи, не ѓубрива кои што се минерални 3,20 или било кој на старт, него хумусни и фулни киселини, па и аминокиселини се добро дојдени, за да можат да дадат добри резултати. Ова почитување е сосема кратко, што сакав да обрнам внимание за нега на расад, односно заштита на расад кај тутунот.
Тапан пластик Струмица, компанија кој што се наоѓа на патот кој што води од излезот од транзитниот пат према Просеникова, Квантачки, третиот објект од десна страна. Тапан пластик, позната струмичка компанија, па чии што производи се пласират ширум целата држава, се карактеризира со тоа што врши увоз и пласман на репроматеријали и тоа како добро познатиот 21 грам Агрофилц, значи Агрил, преку систем капка по капка, исто така манила и други штипки, најлон, сите видови на најлон, почнувајќи од најлон за долу црниот најлон што го спомнувавме кога беше актуелен, па преку најлон за фолии и оранжери. Значи, може да се каже слободно дека компанија кој што ги задоволува основните услови од типот на репроматеријали, затоа што дава пристапни цени на своите производи и пред се, што е многу важно, врвен квалитет на производите. Кога станува збор за актуелноста во однос на производите од Тапан пластик, само кратко ќе ве потсетам дека Тапан пластик ја носи познатата турски систем на црева или општо систем на капка по капка, веќе докажано со различна димензија, со различна дебелина, значи тенки кај народот познати производителите шлјупка, па преку дебелозидните, најчесто овие потенките се во поголемо се продават, затоа што има, да речеме, поради водата има почесто запушување на општо кај сите на капалките, па затоа и се поквалитетни се взимат овие кои што се не само квалитет, него имат и со различна димензија, односно со различно растојање меѓу капалките. И тоа има кај шлјупката или тенкозидните 10, 15, 20 сантиметра, значи по изборот на самите земјоделци си зимат. Покрај тоа има целосен систем капка по капка, значи исто така главното црево, а исто така познатите вентили, кои што од двете страни се со иста ширина, што дозволува да има поголем влез во вентилот на вода и поголем и нормално излез, со тоа што има поквалитетно накапување и нормално побрзо накапување. Втората компанија Армахем Агро Скопје, за разлика од Тапан пластик, Армахем Агро Скопје, ја знаете по увозот, односно дистрибуција на нивните препарати, пред се тука пестициди станува збор, како што се добро познатите фунгициди и инсектициди, курамето, куреноксот, ботрифин плюс и така натаму, по одредени исто така и хербицидите, тоталните хербициди, системичните хербициди, значи компанија кој што носи квалитетни пестициди, да кажеме, а исто така ги задоволува условите во однос на цената. Значи, Армахем Агро увезува препарати, пестициди, кои што може да се сврстат слободно во групата на врвни пестициди, но кога ќе станува збор за цените, може да се каже дека се доста конкурентни во однос на истите, со иста активна материја препарати кои што, или пестициди, кои што се пласираат по земјоделските аптеки. Ова, почитувани гледачи, сосема кратко што сакав да обрнам на внимание за овие наши двајца покровители, значи Армахем Агро Скопје и нормално Тапан пластик Струмица. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодарам што и овој пат бевте до крај со нас. Ве повикувам да не следите наредната недела во истиот термин. До гледање.